Добро утро и добре дојдовте во новото издание на Магазин. Како што знаете, 10 часот е резервирано за едно ново издание. Овој пат ни гостува Јана Спирковска, младата и талентирана пејачка, која секаде плени со своите авторски песни, со својата појава и убавина. Нејзиниот стил е многу препознаен на секаде, а инаку денеска ќе ни ја промовира нејзината нова песна Обала со видеозапис, ќе ни раскаже со кого соработувала за текстот, за аранжманот, секако за сето она со кого соработувала за овој проект и за видеозаписот, каде е снимен, за локациите, за сето ова ќе ни раскаже во продолжение. Па затоа останете со нас да и посакаме топло добредете. Драго ми е што си ми гостинка и добредете во емисијата. Добро ве најдов, ти благодарам на прекрасната најава и воедно и на поканата. И ти благодарам што секогаш си ни поддршка на повеќето, дали кога ќе извадиме некој нов проект, нова песна или што и да е. Така што тоа ми значи барем мене многу и многу го ценам. Така е, секогаш си добре дојдена, особено со нови проекти, со нова музика, со спотови. Па ќе ми кажеш, ете за почеток, бидејќи насловот е Обала, на која обала е снимен истиот видеозапис, бидејќи изобилува навистина со убави кадри, убави сцени и сето тоа изгледа живописно и убаво, онака летно, како летен хит што треба да изгледа и да звучи. Најпрво, околу самото име за песната го избравме токму тоа, бидејќи асоцираше повеќе на лето, бидејќи и самиот збор се користи во песната неколку пати. Така што имав замисла да биде тоа летен спот и некако многу лесно испадна овој пат за организација, бидејќи некогаш знае да биде и многу комплицирано. Но секако имав добар тим покрај себе и се договоривме многу лесно и едноставно каде ќе снимаме. Ги избравме локацијата да биде на неколку плажи во Грција, односно тоа беше првата сцена беше на вториот крак на плажата Портокали. Да. Една од најубавите. Да, дефинитивно. Значи вториот крак има стварно многу убави плажи и некако имавме и не се погоди самиот момент да нема многу луѓе, да нема многу гужва, така што се испадна по плано, дури да речем подобро од што очекувавме, бидејќи кога одиш на некое друго место не си сигурен какви ќе бидат околностите што како ќе испадне. Вториот ден снимавме на сосема друга локација, тоа беше на првиот крак во хотел Санимар, за кој што уште пред да почнеме да снимаме, го контактиравме Моно Алекс, кој што има хотели во Грција, за сега 2. И буквално, бидејќи сакавме повеќе да исконтактираме некој наш човек кој што ќе може да ни овозможи да снимаме на неговата локација. И многу убаво не пречека и не прими, и веднаш ми одговори. И навистина можам да кажам дека стварно е реткост, бидејќи тој ниту ме познаваше или слично, бидејќи не живее тука со години, но сепак многу убаво не угости и навистина ни дозволи каде што сакаме да снимаме и токму и поради тоа испадна така и спотот и се тоа така изгледа. Така, ова беше намерно сега објавено ова песна, баш сакаше да биде сега за време на лето се да изгледа, да биде како еден хит. Инаку со повеќето вака што имам разговарано, велат дека е најдобро да изведиш песна до крај на јуни, бидејќи потоа јули, август веќе луѓето идат и на одмор и можеби повеќето и нема ни да ја видат, бидејќи нема да се овде. Инаку сосема случајно испадна и да ја снимам самата песна, бидејќи имав период од Нова година па наваму, каде што требаше да ја завршам дипломската, каде што ќе се селам во нов стан, па имав некои други обврски и некако дури се размислував дали воопшто да продолжам да правам сега моментално песна, бидејќи не знам дека си има периоди во мојот живот кога чувствувам дека сега треба да направам нешто или сега треба малку да стагнирам. Интуиција нека. Да, некоја интуиција баш. И разговаравме со дечкото што го снимаше спотот, со Горан Симјановски, поздрав до него. И он ми имаше кажано дека исто така има желба да снима спот
и ми предложи да направиме соработка, така што ме спои со продуцентот Андреј Ник, кој што можам да кажам дека е стварно многу талентиран дечко и дека има само 23 години, а прави музика што, да речам, е на ниво со некои многу големи продуценти и стварно има голем потенцијал и соработката ни беше супер, бидејќи јас му ја кажав мојата замисла, не знам, од секогаш сум посакувала да имам некоја летна песна и му ја кажав мојата замисла и за многу кратко време и ја снимивме, го напиша текстот заедно со Андреј Попо. И уште на прво слушање кога слушнав, мене ми се допаѓаше и можам да кажам дека имавме супер соработка и дека без тие луѓе немаше да испадне песната така како што испадна. Така многу битно да се погоди тимот. Да, дефинитивно. Иако си менувала, нели? Тимови до сега за различни песни и ова е во поинаков стил од претходно. Да, дефинитивно. Мислам, искрено сум човек што сака да експериментира, што сака да пробува, бидејќи сепак се уште сум млада и треба да видам во која насока најмногу ќе ми одговара, со кои луѓе ќе ми одговара најмногу, бидејќи мислам дека во животот стварно е многу битно да ги избереш вистинските луѓе. И до сега и со повеќето што сум имала соработки, стварно со сите сум имала прекрасна соработка и се било во најдобар ред и затоа и се и толку квалитетни прочуени, значи не е ништо за џабе. И сакам да кажам дека стварно сум задоволна и од последната соработка и дека се надевам дека ќе имаме можности повторно да соработуваме. Ние спомнавме дека и понатаму ќе правиме некоја следна песна со Ник. Така, и звучи навистина модерно и светски, како што кажа и ти претходно дека нели со некоја светска продукција може да се споредува. Па да, дефинитивно звукот е многу квалитетен. Да. За некој што се разбира во музика, кога ќе го слушне тоа, мислам дека може да свати дека стварно има квалитетен звук тоа што го прави дечкото. Која слушна прв песната пред да се објави? Па, кој беше прв критичар? Не знам сега да размислам, најверојатно сигурно бил Александар. Сигурно бил Александар, бидејќи со него секогаш се консултирам за некоја песна, дали пред да излезе или слично, и секогаш ми дава добри критики. И бидејќи мислам сепак и он во овој свет се занимава со тоа и ми е многу полесно кога некој што веќе знае ќе ти помогне. Така што најмногу со него, па исто така и на моите дома. Реакциите беа добри, позитивни. Добри беа, да. Татко ми, например, иако нели е постар човек, ама се слуша модерна музика. И некако знае одма кога некоја песна ќе му фати уво и рече оваа ми се свиѓа, вика, добре. Да, ритамот. Да, ритамот ми се свиѓа, да. Да, е навистина заразен. И верувам дека и понатаму ќе биде слушан, иако сега нели кратко време помина, но има време цело лето. Да, дај Боже да се слуша. За сега видов дека коментарите навистина се позитивни. Да, навистина беа позитивни и сам да кажам, нели тоа претходно што спомнавме дека битни се и луѓето и се што се околу тебе. И еве и за спотот, сакам да ги спомнам и другите што беа заедно со мене, а тоа е Александар, што го спомнавме. Он исто така многу ни помогна, снимаше сцени што беа behind the scenes. Тој има искуство исто во снимање на други нели претходни спотови. Да, ми има снимано и мене спот за се е возможно. Така што си ја знае работата и исто така многу ни помогна таму. Горан Симјановски, што го спомнав, заедно со неговата девојка Анџела и исто така другарка ми Александра Јовановска, односно Алекс Мейкап, што е секогаш тука за мене, што еве и денеска ме нашминка и сите што до сега виделе како она работи, ми рекле дека стварно некако знае да го погоди изгледот на мене. Да, тоа е битно. Да. Кога таков човек ќе си имаш покрај себе, како што кажи пријателка ти е, нели? Да, поготово и тоа. Особено што ете те познава и знае како треба. А во однос на стајлингот, дали тоа сама го осмислуваш за секој спот или некој ти помага за како да изгледаш, која облека да ја облечеш?
Па, обично сама, но секако се консултирам и најмногу со снимателот, бидејќи е битно како ќе изгледа тоа на камера, боите дали одговараат и слично. Така што секогаш со него се консултирам, но исто така и другарки прашувам од нивно искуство или слично, па секако ми даваат добри критики, добри совети, насоки. Така што сега искрено за овој спот многу лесно некако најдов, бидејќи, не знам, летно е многу полесно да се најде. Дефинитивно. Да. Го спомнавме Александар Спасенцовски неколку пати. Јас во секоја емисија ве прашувам кога дует. Бидејќи сте партнери приватно и на сцена, во бенд сте исто така. Дали некоја ваша заедничка авторска песна ќе има во иднина? Па, ние одамна и разговаравме за тоа, еве, нели, баш исто ми го спомна и он, дека претходниот пат го имаш прашано. Во исчекување сме. Ние имавме музика, ја испративме, само што малку загледавме околу текстот и сега како што поминува време, знаеш, баш со некако си цело време, па ти е можда и потешко да направиш, бидејќи цело време имаме различни не различни размислувања меѓу себе, туку излегуваат нови трендови и слично и си викаме и сега може треба овака, па овака. И рековме, баш вчера разговаравме дека треба да седнеме и да направиме нешто во скоро, ама стварно да седнеме. Да го загреете столчето, што би рекла. Овој пат посериозно. Да, бидејќи, например, и со, мислам, имаме работа и со бендот, и сега во многу наврати попрво ќе седнеме да направиме проба за бендот, отколку за некоја песна. Бидејќи сепак на крајот денот од бендот заработуваме и таму исто така се вложуваме доста, така што гледаме да ги координираме тие работи. Да се избалансира едното и другото, но ете, штом рече дека има желба за авторска песна и дека има обиди, уште текстот и ќе се склопи. Се надевам дека ќе биде за скоро. Може да ја погледнеме и обала во продолжение, бидејќи сме веќе кај новата песна, зборувавме околу видеозаписот, па да има прилика и публиката да ужива во спотот за обала во продолжение. Летно и разиграно во студиото на Магазин, навистина убаво изгледа и светски звучи тоа што го зборувавме и додека траеше видеозаписот и дека си презадоволна од она што го направил продуцентот. Ти благодарам многу и навистина имам, како што реков, периоди каде што, например, сакам одреден стил на музика, така што за овој период баш сакав да е нешто летно. Претходно кога правев своја или ничија имав друга инспирација и така што секогаш си наоѓам по некоја инспирација од каде што црпам и од каде што нешто посакувам како би изгледало или како би било. Така што ми е драго што уште постојат луѓе кои што може да ни ги исполнат очекувањата. Така, а тој продуцент и за себе правил порано музика? Да, сега има, пак за други? Да, има порано правено песни негови, авторски, но најверојатно по некое време има решено да се насочи само кон создавање на музика за други. Така, а од сега имаш ли желба, можеби замислајте каква би сакала следната песна да ти биде? Па, искрено, вака, кога ќе излезе некоја нова песна, ме мотивира и као сакам уште повеќе да создавам, бидејќи, како што ти спомнав, имаше период каде што се размислував дали воопшто да продолжам со правење на музика, бидејќи искрено сето тоа како проект чиним повеќе и сега имам голема благодарност до одредени спонзори кои што може да се видат на почетокот на самото видео, кои што ми помогна за да се реализира овој видеозапис. И сакам да кажам дека тоа навистина чини премногу, но сепак тоа е нешто што ме исполнува, што ме прави среќна и имам чувство дека треба да го правам тоа. И вака кога ќе искочи некоја нова песна, ми дава мотивација за да продолжам понатаму. Сега за следно, може би, мислам, ќе го кажам, ама не знам дали ќе се исполни, бидејќи разговарав со еден српски изведувач,
кој да направиме нешто заедно. Ми имаше спомнато дека му се допаѓа се возможно кога искочи и разговаравме дека доколку отидам во Србија може да се договориме и да направиме нешто заеднички. Па сега некоја онлайн комуникација имаме, така што може понатаму ќе се исполни нашата соработка. Така, од сега нели планирате и тоа е убаво кога се имаат желби и цели некои за иднина. Па ете и надвор од нашите граници, ако има соработка со некој од странство, би сакала ли во регионот да се прочуе, да се прошири твојата музика, па и со настапи, да си надвор од границите? Па да, дај Боже, мислам, јас навистина немам некои ограничувања да речем дека само тука или само кај нас би настапувала. Мислам дека е баш убаво некој од нашата држава да ја представа нашата земја и надвор од неа, така што доколку би имала некоја прилика и за негде да настапувам на друго место, секако дека би пробала и би било голем предизвик исто така за мене. Така што ќе видиме, може би понатаму би се пројавила или на некое шоу или слично. Така, што е пак ети друго нешто најтешко во оваа професија, што знае да биде напорно? И те ги спомнавме финансиите како еден дел кој што знаа да бидат некоја пречка или со макотрпна работа и труд да треба сето тоа да се среди на крајот од проектот, но има ли уште нешто што знае да биде препрека или кај младите артисти да е потешко, нели додека се пробија, додека станат успешни? Да, па ете тоа прво што го рековме од финансиски аспект, но сепак јас го гледам како некој вид на инвестиција, бидејќи треба да вложиш нормално за да ти се врати нешто, дали сега во моментов или по некое време. Секако секој труд ќе се исплати, дури да остане тоа за себе нешто што ќе ти значи, што ќе ти биде мило секогаш кога ќе го гледаш. Друг аспект што може да е потешко е дека треба одредено време дури да те прифати публиката или да те прифатат и веќе некои имиња кои што се познати на самата сцена, бидејќи можеби е малку потежок процесот на прифаќање од страна на другите артисти, но за се сметам дека треба време и дека нели секој на различен начин стига дали до некоја да речеме слава или до некој публицитет, но за тоа се е потребно време. Мислам дека кога тогаш на секој ќе му дадат своите 5 минути и тоа може би го рекла како некоја пречка или не знам како да го кажам. А друго во врска со настапите е дека треба да си го жртвуваш времето, односно да го организираш малку на поразличен начин, бидејќи настапите се навечер. Тоа знае, например, некојаш да те исцрпи од аспект на тоа што нема си легнеш рано, сигурно, и малку ти се менува биоритмот и начинот на живот. Например, сега, еве, ако моите пријатели сите излегуваат, да речам, за викенди, јас никогаш не сум слободна за викенди, кој настан да е, што и да се случува. Баш за викенд, да. Да. Но друг аспект, не знам, мене ми исполнуваат настапите, така што не ми пречело тоа многу, не ми представувала некоја пречка. Тогаш ќе ги викнеш од другарките на настап, за да се Да, може, или видите. така. Или ќе се договориме за некој следен ден, кога ќе можеме сите. А каде сте најмногу периодов, освен во Скопје? Одите ли по други градови? Сега баш бевме во Делчево, на еден базен, каде што имавме стварно супер настап, бидејќи беше и на отворено, имаше убава енергија, убава публика. А инаку, посебно периодов, некако многу почесто сме на приватни прослави, настани, бидејќи има, например, луѓе што сакаат да си земат музика, дали за крштевка, дали за, не знам, прв роден ден, дали за свадба, исто на свадби сега пред скоро почнавме да свириме. Така. Така е, што значи веќе и тој период почна, па имавте исто дали некои абсловенски, дипломски, матурски, кога беше оној период? Тие за мене се некако најубави, бидејќи најмногу луѓе имаме на тие настани, бидејќи се големи генерации и слично. Да. Млада публика. Млада публика, да. И самата енергија се чувствува додека сме на сцена и има секогаш убав
настап, бидејќи сите се дојдени таа вечер да се поминат убаво. И некако и се поразиграни, поживи, а додека пак кога си на свирка во некој кафич, не мора да значи дека секогаш луѓето ќе се расположени за забава. Можеби некој е дојден само на пијачка или зависи од местото. Не е од такви причини како што нели одиш на некоја прослава или кога одиш секако со позитивна енергија и знаеш дека ќе пееш, дека ќе играш, таму е поинаква атмосферата и енергијата. А има ли некои пак промени во репертоарот? Што е оно што им го нудите сега на гостите? Па ние гледаме, например, повеќето песни се задржуваат, бидејќи има, да речем, тие се песните што се вртат во круг. Има одредени песни што стварно без нив не може да помине некоја свирка, бидејќи тие креаат атмосфера. Но секако гледаме да менуваме песни, односно да си додаваме некој плюс, да речем, што или се сега актуелни или што не сме ги имале од претходно. Сега, иако реков дека почнавме со настапи на свадби, до сега сме немале некој дел каде што е народен, каде што пееме народна музика, но сега решивме дека за почеток ќе почнеме, например, некој краток дел од 20 минути народно, па после се продолжува со забавен дел. И бидејќи до сега се биле само со забавниот дел, така? Да. И македонско, и ексју, и странска музика, нели? Од сепо нешто за може секој да се пронајде во музиката. Да. Па може ли да слушнеме едно мало парче од вашиот репертоар или некоја песна во живо? Ајде, може. Денеска? Па може нешто од Тоша, например. Може, одлично. Твоите бакнежи на моите бели кошули, цела ноќ ми будат спомени, 2 недели разделени и осамени, зар некој може да те замени, зар некој може да те замени. Браво, ти благодарам. Ете, овој пат без гитарист, без некоја поддршка од бендот и сама гледаме дека знаеш да изнесеш некоја песна на ниво. А и на вашите настапи сум слушала дека сакате од Тоше Проески да пее. Да, мислам, секако сите ги сакаат тие песни, сите ги знаат и нас не е многу убаво кога ги изведуваме и мислам дека не треба таа музика во ниеден случај да се заборави. Така што тоа е нешто што ни има останато, што треба и ние да го пренесуваме на публиката и затоа сме тука како изведувачи да постојано да ги навраќаме луѓето на таа музика. Да, сега спомнавме и да речеме други изведувачи, имате ли и поддршка од некои од естрадата кои што се подолго време, нели кажавме дека треба сепак време да се прифати некој што е помлад, некој што е нов изведувач, но сепак дали постои од некого искрена поддршка? Па да, искрено можам да кажам дека дури еве во последно време можам да приметам дека стварно има многу поголема поддршка, дека некако како да чувствувам дека луѓето веќе сакаат да се поврзат едни со други, бидејќи од крајот од денот мораме ние меѓусебно да се поддржуваме и така и треба, така само ќе функционираме, бидејќи сегде во светот се прават и дуети и луѓето си одат на настапи едни кај други. Еве ние се случувало, например, доколку се погоди да немаме некоја свирка, да видиме некои наши колеги кои што имаат настап, па да отидеме кај нив и на некој начин да ги спочитуваме, бидејќи тие нас не испочитувале, а и секако да слушнеме и некој друг вид на музика, бидејќи многу пати сме отишле на друг настан и сме се инспирирале што треба и ние да додадеме кај нас или што треба да промениме и слично. Да, не треба да има нели некоја бариера или граници, да се чувствува само конкуренција помеѓу колегите, кога може да биде тоа соработка убава. Да, мислам и нема ни потреба зашто да се чувствува конкуренција, бидејќи има толку многу места каде што може да се настапува и слично, за сите има место. Значи, кој сака, навистина може да се најде за сите место каде што
може да настапуваат или за секој има простор да создава музика, така што не треба да има некои ограничувања. Така, особено нели поискусните, оние кои што се веќе постари изведувачи знаат како им било и ним на почетокот. Да. Кога тие почнувале, кога тие се пробивале од тие причини, би требало и да ги поддржуваат оние кои што допрва. Да, така си е. Ке се занимаваат. Мислам, секој имал сигурно потешкоти на својот почеток и секој го поминал тој пат, знае како е. Но еве сега во последно време баш и постарите изведувачи имаат колаборации со новите изведувачи, се прави нешто модерно, бидејќи светот оди напред. Мораме да ги пратиме тие некои трендови и слично. Не можеме да се навраќаме постојано на тоа што ете било некогаш. Така е. А кој дел пак од оваа професија најмногу те мотивира? Ти е најубав, најдобар дел од оно што го правиш, што го работиш? Еве, например, не знам, ќе има некој период, може би еве сега додека бев на одмор или слично, каде што нема да имам некој нели настап во живо, бидејќи не сум тука во држава. И знае да ми зафали, некако да ми зафали сцената, да ми зафали да пеам во живо и пример додека сум на сцената и додека пеам и си замислам дека ова е тоа што сакам да го правам и сум благодарна бидејќи имам таа можност да го правам тоа што го сакам и се надам дека и понатаму ќе имам таква прилика, па ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Значи ли тоа дека ова лето ќе биде работно и ќе биде исполнето со настапи, бидејќи како што кажа, ја сакаш сцената и настапите и не можеш без нив кога си со некоја подолга пауза од настапи? Да. Па се надевам, ние сега за сега имаме веќе закажано некои датуми, па ќе видиме и како ќе бидат луѓето тука, бидејќи има доста луѓе што се на одмор, па ќе видиме каква ќе биде ситуацијата. Ако не од септември, дефинитивно ќе биде подобро. Ке се продолжи со полна пареа. Ќе одморите ли повторно летово некаде, освен за спотов, нели, што бевте во Грција, дали ќе има уште некоја шанса да се... Јас сега бев со моите на неколку дена во Црна Гора, на одмор, но исто така се планира да идеме уште еднаш, ама во Грција овој пат, на неколку дена, па ќе видиме. Некако јас сум таков спонтан тип, што некогаш и не ги планирам однапред работите, него како си дојде во моментот така. Какви што карактеристики можеш за себе да одвоиш? Ете веќе кога почнавме да зборуваме и за тоа каква си приватно, односно надвор од работата, што те исполнува? Па гледам секогаш да сум позитивна, да гледам позитивно на работите. Од друга страна гледам да се трудам за тоа што го сакам, односно ако си имам јас нешто зацртано, тоа морам да го исполнам, но пример имам и некои моменти кои што признавам, знам да бидам и мрзелива, па да не испадне тоа како што сум сакала, но во принцип гледам да сум позитивна, да сум упорна, да сум дружелюбива со луѓето. Искрено многу ги сакам луѓето, сакам да помагам на луѓе. Така што тоа се некои од карактеристиките. Секако како секој нормален човек си имаме и некои негативни карактеристики. И например знам во некои моменти да бидам и наивна, да им верувам малку повеќе на луѓето. Но сепак сум со тоа размислување дека треба на секој да се помага и дека ќе ти се врати со добро, можеби не од самиот човек на кој што ќе му помогнеш, но во некоја друга верзија. Да, во некоја друга ситуација, нели? Да. Универзумот. Па да. И да, враќа. Тоа мислам дека секој што направил некое добро, го има осетено на своја кожа. Така е. Многу убави пораки за пред самиот крај на емисијата, а бидејќи во продолжение ќе слушнеме и свој или ничија, можеш накратко само да ни кажеш со кого работеше на овој проект, па ќе погледнеме и како за сам крај. За своја или ничија исто песна што ми е многу драга и ја правев со Иле Спасев, а текстот го пишуваше Јоцифер и спотот исто така го снимаше Горан Семјановски, така што можам да кажам дека и таму имав супер тим и дека како што им дадов насоки дека сакам да биде песната, така и ја направија, дури и супер испадна и видеозаписот, така што сум исто така многу задоволна.
од проектот. А и насловот ти прилега. Да. Своја Илиничија, ти си секогаш своја, Ти благодарам. со некој свој стил, свои замисли кои што ги исполнуваш и убаво ги носиш на сцената. Ти благодарам што беше моја гостинка. Фала на поканата, да се надам дека се гледаме во некоја следна прилика. Така е, и јас се надевам дали сама, дали со Александар за долго очекуваниот дует, бидејќи Ете, следниот пат ги не викнеш заедно и тука ќе мора да направиме нешто. да, ќе мора нешто заеднички да ни отпеете од свирите. Ти благодарам уште еднаш, се гледаме повторно, а вие, драги мои, уживајте во уште еден видеозапис од Јана, своја или ничија.